Здравството е еден од најважните сегменти во секоја земја. Во Македонија има уште работи кои треба да се завршат со цел да се подобри здравствениот систем. Ова е пораката која Сдруженијето на приватни лекари ја упати во пресрет на утрешниот 7 април, Светскиот ден на здравието. Континуираното подобрување на здравствениот систем, велат од Сдруженијето, ќе придонесе и за да се спречи одливот на лекари од земјава. Причината заради која што се одливаат нашите доктори, независно од кое ниво на здравството, дали е примарно, секундарно или терцијално, вистината е да оди и во висината на платата, начинот на функционирање на здравствениот систем, професионалното достигнување и изградување како личност на секој професионалец, така да сметам дека навистина и во иднина имаме многу теми со нашите партнери, каде што ние како професионалци имаме огромно знаење и искуство кое што сакаме да го пренесеме и во кој правец би требало да се движи здравството и како да се изгради на национална стратегија за следните 10 до 20 години, се со една единствена цел да направиме стагнација на одливот на доктори, да си ги задржиме нашите и да направиме унапредување на здравството. Само со добра комуникација со партнерите, како ресорното министерство и фондот за здравство, здравствениот систем во Македонија може да напредува. Тоа ќе придонесе како за успешни лекари, така и за задоволни пациенти, вели Чолакова Дервишова. Претседателката на Сдруженијето смета дека воведувањето на здравствениот пакет со кој ќе се ограничи бројот на прегледи во текот на денот е една од идеите на кои треба да се работи во предстојниот период. Имаме теми за дискусија како да се подобри статусот на докторите, како да се направи да го сочуваме психичкиот и менталниот капацитет на овие доктори кои што работат во примарно здравство, бидејќи во моментов се експлоатирани максимално, заради тоа што стално апелираме дека 100 до 120 влеза во едно работно време од 8 часа е неиздржливо и мислиме дека се трошиме како ресурси. За да се зачува овој ресурс на државата, мора да се постави основен пакет. Приватните лекари денеска имаа можност да проследат презентација која се однесува за начинот на нивната работа кога се работи за легализација на марихуаната во медицински цели.